Ја следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони, Бети, Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господинот Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Со господинот Малчевски ќе зборуваме и анализираме теми поврзани со изборните резултати од парламентарните и председателските избори, како и на теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господинот Малчевски ќе зборуваме за неуспешниот претитен тивок бојкот, а ќе зборуваме и за постизборното прешалтување на пратеници. Ќе зборуваме за постизборните коалицирања и заканите од страна на Али Ахмети и Дуј, а ќе зборуваме и за поднесените приговори до Државната изборна комисија, како и можноста за повторување на изборите во некои изборни места. Ќе зборуваме за Бадентеровиот принцип и најавите на Мицкоски за формирање на парламентарно мнозинство, а пред официјално да започнат преговорите за постизборно коалицирање. Ќе зборуваме и за најавените инвестиции во првите 100 дена на новата влада, а ова почитувани се само еден дел од темите за кои во следниве 10 минути или нешто повеќе, во зависност од тоа колку ќе ни треба, ќе зборуваме со нашиот гостин, како што и го најавивме, Самуил Малчевски, кого во овие моменти преку видео линковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека нема да има проблем со звучниот сигналс. Верувам дека е така. Добро ви утро, господине Малчевски, добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро, Јон, здраво, Бети, по македонско време или добар ден по австралиско време. Јас одлично ве слушам. Поздрав до вас двајца, поздрав до нашите слушатели, следечи на социјалните медиуми, на вашиот радио канал. И со сигурност можам да кажам добро утро од ослободена Македонија. Честитки за големата победа. Благодарам многу. Па видите, тоа беше победа на македонскиот народ, кој што кажано силно не на сите поданичко-предавнички политики кои што ни се случува изминатите 7 години. Најде ред поред да одиме едно по едно. Така. Добро утро и честитки и од мене, господине Малчевски. Ви благодариме што и денес сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Ни причинува задоволство како и секогаш. Со надеж дека ќе го задржиме вниманието и овој пат. Да напоменам, доколку има прашања од нашите ценети гледачи и слушатели, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат поставени секако на екран, а доколку сметате дека треба да одговорите на истите, слободно сторете го тоа. Завршија изборите, познати се и резултатите. Председателската кандидатка Гордана Силјановска-Давкова, подржана од ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, победи со огромна разлика изнад Стево Пендаровски. Силјановска освои 561.000, во проценти 65,14%, а Пендаровски 251.899 гласа или во проценти 29,25%. Како гледате на ваквите бројки и од каде дојдоа овие поголеми бројки за разлика од првиот круг, кои за Пендаровски се зголемија за 71.400 гласа, а Силјановска за 197.915 гласа? Па видите, во првиот изборен круг имаше 7 кандидати. Значи, ние не смееме да ги забораваме останатите 5 кандидати кои што го трчаа првиот изборен круг. Со случок на Бујар Османи, кој што отворено повика, или неговата партија отворено повикуваше на бојкот на вториот круг, сите други кандидати, делумно и раководството на Левица, но тоа беше небитно, очигледно е дека членството не го послуша раководството на Левица, сите други кандидати повикаа на излезаност во вториот круг. Така да, мене не ме изненадува резултатот на професорката Силјановска-Давкова. Треба да бидеме до крај фери искрени да признаеме дека до сега ова е најдобриот резултат на председателски избори, не само од позиција на опозиција, севкупно најдобриот резултат. Никош не до сега за еден председателски кандидат не сме имали 561.000 гласови, не ги земаме оние избори во 94-та година, кои што по мене се проблематични самите по себе.
Што значи овој резултат? Сам по себе е голема одговорност за професорката Силјановска-Давкова. Значи, што се моите очекувања дека она треба конечно да ја го врати сејаот на функцијата председател на Република Македонија и конечно ние да добиеме вистински председател, а не поттрчко и слуга на нечии туѓи интереси. Пречетениот тивок бојкот за вториот круг на председателските избори од страна на ДУИ и нивната коалиција не ја постигна целта, бидејќи цензусот од 40% беше надминат и изнесуваше нешто повеќе од 46,38%. Дали токму најавите за бојкот ги поттикна гласачите за да се мобилизираат и да го исполнат тој цензус? Како гледате на ваквиот така наречен тивок бојкот кој спрема нас и не беше баш тај тивок, бидејќи Артем Груби кој влезе да гласа, со него имаше и камерман и со земање само на листот за парламентарни избори ја испрати пораката до нивните поддржувачи. Каква порака испрати Груби? Дали ваквиот повик е всушност еден вид водење на идентитетска политика, односно политика на идентитет? И дали овој тивок бојкот ја отвори вратата за непризнавање на Гордана Силјановска за председател од страна на структурите на ДУИ и нивните поддржувачи, и до што сме поблиско, господин Малчевски, за идните председателски избори? Дали до укинување на цензусот или до бирање на председател во собранието, во законодавниот дом? Ајде едно по едно, многу прашања, во едно по едно да ги решиме. И бете стално ме кара. Вака, прво, професорката Силјановска-Давкова е легитимен председател на Република Македонија, тука нема простор никаков за оспорување нова историски резултат кој што го направи професорката Силјановска-Давкова. Ова не е прв бојкот на ДУИ. Значи, оние што со малце послаби мемории викаат дека е прв, ова е всушност втор бојкот на ДУИ или тивок бојкот на председателски избори. Првиот беше 2014 година, ова е втор. И ова е втор шамар од страна на македонскиот народ, на граѓаните на Република Македонија, на политиките на ДУИ кои што ги води. Пазете, тоа не се политики на албанскиот народ. Тоа се политики на криминал, корупција и безусловно и безобразно крадење од буџетот на Република Македонија. И видовме на крајот на денот што донесе нивната шашава политика, направи една страшна мобилизација во македонскиот блок, во дел од албанскиот блок, и турците, и ромите, и власите, и другите граѓани во Република Македонија. И затоа може би и дел од изборниот резултат е ваков каков што е. За ние во иднина да немаме вакви уцени и вакви закани, ние мора да размислуваме во две насоки. Првата насока е да се размислуваат што правиме ние со цензусот за избори. Дали е потребен цензус за избори, бидејќи ние имаме по последниот попис, колку и тој да е спорен, имаме околу 1.830.000 жители во Република Македонија, во избирачкиот список имаме 1.815.000 жители. И тука го се наметнува второто прашање. Второто прашање кој што се наметнува што правиме со избирачкиот список. Зашто првиот сигнал од ОПСИ и ОДИХР ни беше визави избирачкиот список. Дали не е подобро оние наши сограѓани кои што имаат македонско државјанство и право на глас, а се подолго од 6 месеци одсутни од Република Македонија, да гласаат во диаспора и на тој начин да се превенираат сите идни можни блокади од страна на вакви структури како што е дури криминални структури пред се. Така да тоа ќе е една тема која што ние ќе треба да дискутираме во следната година дена до локалните избори кои што се за години и нешто од сега, да видиме што ќе направиме на таа тема. Визави однесувањето на Артем Груби се покажа како еден политички фолирант кој што повеќе сака да се слика и да изиграва джетсет момче, него да реално да води некаква си политика во Република Македонија. Артем Груби е еден од луѓето кој што го донесе ДУИ во ваква незавидна позиција како што е сега, после 20 години да се опозиција. Господине Малчевски, како ќе го прокоментирате обраќањето на професорката Гордана Силјановска-Давкова како на се уште актуелниот председател Стево Пендаровски, кој не успеа да се избори за втор мандат? Како ќе ги прокоментирате нивните пораки? Два диаметрално спротивни говори. Говорот на професорката или веќе председателка, зашто денески го врачи официјално мандатот, ја чекам утрешната инаугурација. Беше државнички говор, повика на обединување,
повика на ајде да кажем развој на Македонија или обединување околу концептот за развој на Република Македонија. Визави говорот на Стево Пендаровски, кој што не честит. Он честита на победниците, ама не кажа кои се победниците. Тоа е отсуство на елементарна политичка култура, на домашно воспитување. Не знам во кој дел би го сврстил неговиот говор. Оно што на почеток кажавме, не ме радува што конечно Република Македонија добива председателка, ајде да бидам попрецизен, која што ќе работи во интерес на Република Македонија, ќе го врати сејот на функцијата председател домашно и меѓународно. Добро е што едно време ајде да кажам, кажам, не знам, речам, на едно зборувам во јавност, друго правам во кабинетот завршува. Јас да ви кажам, сум многу среќен што конечно се стави крај на една таква политичка кариера. Изборите веќе се зад нас. На парламентарните избори излезеноста беше преку 53%. ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија на овие избори добија епска победа и апсолутен победник со освоени преку 436.000 гласа, а преточени во пратенички места 58 пратенички мандати. Креирајќи чист простор за да состави влада каква што ќе посака, а доби и целосен легитимитет и постизборни коалициони партнери по свој избор. На што се должи ваквата излезеност и ваквата висока победа на ВМРО-ДПМН? Дали тоа е само поради антивладиниот отпор и изборната програма на ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, или пак причините се многу пошироки? И дали Мицкоски ќе успее да го исполни ветувањето кое го даваше за време на кампањата, а тоа е да има национална влада и национален фронт за да ги спроведе реформите кои ги ветуваа за време на кампањата? Ајде да почнеме од позади, пак многу прашања, да почнеме од последното прашање. Јас сум убеден дека председателот Мицковски ќе успее да формира една реформска влада, која што во следните 4 години ќе ги направи клучните реформи за напредок на Република Македонија. Бидете убедени во тоа. Тој не го зборуваше тоа само во предизборието, го зборуваше и вчера во некој интервју и завчера во пост изборието. Да бидам искрен, се уште е рано да се гледаат причините за еден ваков во правост овој најдобар резултат на една опозициона партија. Мислам дека јас се обидував да побарам некои статистики, некои бројки во светски рамки. Не можете вие да најдете опозициона партија која што направила ваков изборен резултат или остварила ваква победа. Дополнително треба да се прават испитувања, истражувања и анализи за да видиме ние која е причината за ваквата поддршка која што ја доби ВМРО-ДПМН. Дел од тоа, да, точно е тоа што ВМРО-ДПМН застана на браникот на македонските национални интереси. Нашата пратеничка група во претходниот парламентарен состав беше многу хомогена, ги издржа сите притисоци и уцени, она цврсто не остана не до крај. Направивме добра изборна програма, 1198 е програма која што таргетира многу горливи прашања во Република Македонија. Не чека сериозен период на реформи, на стабилизација на домашен и меѓународен план на Република Македонија. Понудивме кадри кои што се квалитетни, се препознатливи во средините во кои што живеат. Паралелно со тоа градоначалниците од ВМРО-ДПМН во изминатиот 2,5 годишен мандат со сите обструкции кои што ги има од централната власт, од СДСМ и од ДУИ, покажаа добри резултати, но сето тоа се претпоставки. И да, сето ова има голем удел во изборната победа на ВМРО-ДПМН, но во еден ваков фантастичен резултат или за еден ваков фантастичен резултат треба да се направат дополнителни анализи, дополнителни истражувања да видиме која е причината. И во секој случај овој изборен резултат е голема обврска за ВМРО-ДПМН. Големата доверба, знаете како има една реченица која што вика големата моќ носи голема одговорност. Во овој момент состојбите во Република Македонија се лоши и се очаени. Јас очекувам час поскоро формирање на влада и тргнување во тој реформски процес кој што го ветуваше ВМРО-ДПМН во предизборието. Додатно да го прокоментирате фактот што ВМРО-ДПМН е на чело со Христијан Мицковски издействува историски најголема победа од позиција на опозиција, се разбира со помош и на коалицијата Твоја Македонија. Па видите, тоа е плод на конзистентност во политиките, во решенијата, но не мерит систем кој што председателот Мицковски многу често
често го зборува. И знаете како враќање, тоа се водеше кон враќање на надежта за поубаво утро во Република Македонија. Сум многу среќен што граѓаните го препознаја тој момент и очекувам тој понатаму да продолжи така, она што ни се случуваше на локално ниво изминатите 2,5 години, што го направи градоначалниците на ВМРО-ДПМН, очекувам со многу поголем интензитет да го видиме и на централно ниво и за некој период од 6 месеци, година, 2 години од сега, ние да правиме за поубави работи муабет и да почнеме да се фалиме со успеси на Република Македонија на домашен и на меѓународен план. Втората по големина политичка партија од Македонскиот блок, СДСМ, заедно со нивната коалиција доживеа вистинска катаклизма и со освоени 154.685 гласа, а преточени во пратенички мандати, тоа се 18 пратеника, се закити со титулата историски најслаб резултат. Како ќе го прокоментирате тоа? Дали сте изненадени од ваквиот слаб резултат изразен во пратеници и на што се должи тоа? Дали сервилноста на СДСМ во изминативе 7 години владење е една од главните причини? Видете, ако вие ги видите убаво наназад сите анкети кои што ги имавме ние во последната година, во сите тие анкети СДСМ беше со негде околу 10% поддршка од граѓаните во Република Македонија, или тоа ако земеме избирачкиот список е негде околу 180.000 гласи, сите анкети укажуваат дека СДСМ нема да оди повеќе од 180.000 гласа на следните или на парламентарните избори кои што требаше да се случат во времето кога беа правени анкетите. Дефинитивно тоа што СДСМ во изминатите 7 години ништо не направи во Република Македонија. Двете национални предавства преточени во договор за добрососедство и договор од нивици. Целиот криминал и корупција кој што го гледавме секојдневно дека не се случува. Сервилноста кон или тоа што дозволи една партија со 10-12 пратеника да биде доминантна во владата, на крај ги донесе во ситуација во која што ги донесе да имаат историски најслаб резултат. Ја мислам дека од сето ова најсреќна е Радмила Шекеринска, бидејќи успеа некој да направи послаб резултат од нејзиниот. Но, кога ќе се навратиме назад, ваквиот изборен резултат е на штета на Република Македонија. Нас не треба стабилна опозиција, сериозна опозиција која што ќе биде партнер на следната влада во многу процеси, заедно да ги исцртаме црвените линии, заедно да се договориме околу неколку стратешки прашања во интерес на Република Македонија. Се очекувам дека СДСМ или посакувам СДСМ многу брзо да се консолидира. Не чекаат многу битки благодарение на нив. Значи благодарение на нивната поданичко-предавничка политика, не чекаат многу сериозни битки. Очекувам новото раководство на ВМРО-ДПМН да го препознае сигналот од македонскиот народ и да застане на страна на одбрана на македонските национални интереси. И на тој начин да ја помогне нивната влада предводена од ВМРО-ДПМН да го подобри меѓународниот имидж на Република Македонија. Дали очекувате дека дел од коалиционите партии на СДСМ, кои добија добитни места барем и со еден пратеник, како и дел од пратениците на СДСМ да ја напуштат коалицијата и постизборно да се прешалтеат кон ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија? Видете, таму има НСДП има, мислам, 2 претеника и ЛДП има 1 или 2 претеника. Тоа се традиционално партнери на СДСМ изминатите 20 години, но мислам дека во на ваков изборен пораз во ни час поскоро би гледале да се тргнат од СДСМ и да се преструктурираат кон да кажеме нова политичка сила предводена од ВМРО-ДПМН, со што дополнително би го купнило бројот на пратеници на ВМРО-ДПМН и побрзо би стигнале до на бројка од 80 пратеници, која што во овој момент ни е потребна за структурни реформи во Република Македонија. Очекувате ли дел од пратениците на СДСМ од новиот состав да преминат во знам за Македонија на Максим Димитриевски, особено ако се одлучи тој да биде дел од владата на ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, или пак ќе останат да бидат опозиција? Па видете, јас мислам дека прво ќе се чека разврската внатре во СДСМ и што ќе се случува внатре во СДСМ околу изборот на
новото раководство кој што се уште сега е во воздух. Значи ние не видовме конкретни оставки, видовме Facebook статуси, пресконференции на кои што се најавени некакви партиски состаноци на кои што ќе се разгледува овие изборни резултати. Така да јас мислам дека прво ќе актуелните пратеници на СДСМ прво ќе почекаат да видат што ќе се случува внатре во самото СДСМ, па после ќе градат стратегија дали ќе се движат кон знам или ќе останат внатре во СДСМ. Мислам дека тоа во следните 3 до 6 месеци би било известно или би имале резултатот од тие процеси. Дали нападите на адреса на ДУИ од страна на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија на некој начин го присилија ДУИ и коалицијата да се мобилизираат и да успеат да издействуваат 19 пратенички места во собранието, или пак имаше и други причини за тоа? Видете вака, ДУИ во овој момент има 10 пратеника. Претходниот состав имаше 12, така да ова не е некој изборен резултат. Првиот сигнал дека ДУИ е слаба беше тоа што на овие избори ДУИ прв пат направи коалиција. Прв пат. Значи, ако ги гледате сите избори од 2002 наваму, ДУИ секогаш настапувало самостојно. Не само тоа, ДУИ прв пат во своите редови зеде турска партија, зеде ромска партија, зеде бошњачка партија во својата коалиција, и тоа сериозно укажуваше на сигнал дека ДУИ е слаба. И овој изборен резултат кој што ние го гледаме сега преточен во 19 претенички мандати во собранието не е резултат на ДУИ, него е резултат на една коалиција во која што се Мендух Тачи, Изиедин, Села, Скендер Зибери. Значи тоа е веќе еден конгломерат на неколку политички партии. Дали ДУИ е поразен на овие избори? Да, поразен. Има само 10 мандати, претходно имаше, сами имаја 12 мандати, сега во коалиција стигнеа до 10 мандати. Дали ДУИ ги чека опозиција? Да, ги чека опозиција и верувам дека долги години ДУИ ќе остане во опозиција. Како гледате на тоа што коалицијата Вреди освои 13 пратенички места, со што дојдоа многу блиску да го обезбедат потребното мнозинство за Бадентеровиот принцип, се разбира ако биде дел од новата влада? Ве изненадија ли резултатите на коалицијата Вреди? Видете вака, дали Вреди ќе биде дел од новата влада или не, најмногу во овој момент зависи од Вреди. Зошто најмногу зависи од Вреди? Зашто они имаат подадена рака од ВМРО ДПМН. Денеска е првата средба на ниво на работни групи околу кои што ќе се договараат принципите за следното едно коалицирање. Да бидам искрен, јас очекував малце повеќе мандати од Вреди, ја прогнозирав од 13 до 15 мандати, се надевав на 15, испадна 13, но тоа го прави Донтовиот модел и ова, ајде да кажам, овој модел на 6 изборни единици. Доколку Република Македонија биде една изборна единица, она што ВМРО ДПМН има во својата изборна програма, тогаш ниту ДУИ има 19 или коалицијата на ДУИ има 19 пратеника, има многу помалку, но Вреди има многу повеќе од овие мандати. Така да ова е еден добар изборен резултат на Вреди, кој што му дава простор да биде дел од следната владина коалиција или следната влада предводена од ВМРО ДПМН, да почекаме да видиме што ќе донесат разговорите и преговорите во следните 2-3 недели. Дали ДУИ се уште може да се фали дека мнозинството на македонските албанци гласале за нив, бидејќи во коалицијата на ДУИ, како што реков, има и неколку политички партии кои не се македонски албанци, туку таму има гласови на ромите, на турците, на бошњаците, и дали ДУИ со ваквиот резултат може продолжи да зборува дека се тие единствените представници на македонските албанци, и дали ќе плати политичката цена за одлуката да се одвои од коалициониот партнер СДСМ за да го формираат тој Европски фронт, бидејќи партиите кои влегоа во коалиција со ДУИ има добиено 9 пратенички мандати, со што и се отвори вратата да се престројат кон ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија или кон коалицијата Вреди, со што бројката од 19 пратеника ќе се преполови, ми се чини, после формирањето на новата влада. Може ли да се случи такво нешто? Видете, и самиот председател Мицковски најави дека веќе има некои сигнали. Значи, тие 9 пратеника, еден е бошњак, двајца се турци, еден е ром, 4 пратеника има Зиедин Села и еден е Мендух Тачи. Така да, јас очекувам дека во следниот месец дена до конечното формирање
на влада дека овие 9 претендика сериозно ќе се изделат од она што се нарекува Демократска унија за интеграција и мислам дека дел од нив директно ќе комуницираат со ВМРО ДПМН за формирање на средна влада, дел од нив ќе пробаат преку вреди да бидат дел од следната влада, но очекувано е, кој ќе видите вие коалиционите партнери на ДУИ, тоа се политички партии кои што имаат историјата, јас тоа го викам на пролетување од лево кон десно или од десно кон лево, така да јас утро имав разговор со претседателот Мицковски, краток телефонски разговор, на кој што го дискутиравме и ова. Он мене ми кажа дека е отворен за соработка и дека во следниот месец дена ќе ни биде, или последните 2-3 недели до месец дена ќе биде многу појасно кој од овие 9 претендика ќе ја напушти коалицијата со ДУИ ќе се приклони кон новото парламентарно мнозинство. Имајќи го во предвид постигнатиот резултат од парламентарните избори, какви се вашите очекувања околу идниот парламентарен состав, кој од политичките партии и коалиции ќе биде дел од новата влада предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, се разбира начело со Христијан Мицковски? Па видете, веќе имам информација дека денеска ВМРО ДПМН почнува преговори со вреди. Мене ме радува фактот што не се брза и не се прави тоа по секоја цена, но тоа се прво ќе се разговара за платформска или за креирање на заедничка платформа во следната влада, во кој што нормално ќе влезат дел од политиките на ВМРО ДПМН, дел од политиките на вреди. Ќе се разговара, а потоа ќе се разговара за персонални решенија. Очекувам да во текот на или во средината на следната недела дека работната група ќе се има состанок на ниво на работни групи на ВМРО ДПМН и ЗНАМ, па веќе појасно или ќе се покристализираат контурите на следниот владин состав. Во секој случај, значи ВМРО ДПМН е политичка партија која што во овој момент им подава рака и на вреди, очекувам дека ќе му продаде рака и да знам и сакам да упатам еден апел и до вреди и до ЗНАМ да бидат разумни во процесот. На Македонија треба силна, стабилна влада, реформска влада која што ќе ги спроведе реформите во следните 4 години. Мицковски во четвртокот на интервју на Канал 5 рече, цитирам: "Ако сме партнери и партнерски треба да се однесуваме. Јас ги разбирам за нивните 107.000 освоени гласови од македонските албанци, ама очекувам и тие да имаат разбирање за нашите освоени 437.000 гласа и да го почитуваат и нашиот најголем број на македонски гласачи. Не би сакал да се доведеме во една ситуација каде што ќе разговараме на услови, на ултиматуми, притоа додавајќи дека нема да прифати ултиматуми од типот тоа, земи или остави. Како ќе ја прокоментирате ваквата изјава на Мицковски поврзана со разговорите за постизборно коалицирање, особено околу евентуалните ултиматуми од страна на вреди поврзани со европскиот пат на Македонија, а за промена на уставот? Па вака, прво вреди ретерираш околу цврстиот став за промена на уставот. Вакиот пристап на Мицковски јас пред се го гледам како државнички пристап во интерес на Република Македонија. Знаете како, во овој момент вреди се во историска шанса да го пратат ДУИ во опозиција, во долг период во опозиција. Дали ќе ДУИ во опозиција или не, најмногу зависи од вреди во овој момент. Ако вреди почнат со ултиматуми, ако почнат со некакви си закани во овој процес на преговори, тогаш нема да му остават простор на Христијан Мицковски и ќе не се случи на најнепосакувано сценарио во овој момент, не само за мене, за сите или за мнозинството граѓани во Република Македонија, а тоа да се почне некаков разговор со ДУИ кој што никој од нас не го посакува истото. Од тука јас би сакал повторно да упатам еден апел до вреди, на разум. Нас не треба стабилна влада која што ќе се справи со криминалот и корупцијата во Република Македонија, влада без ДУИ како главен генератор на криминалот и на корупцијата во Република Македонија. И на вреди час поскоро им посакувам да ги видам како дел од новата влада, зашто ако вреди тоа не го направи, едноставно ќе ги воскресне ДУИ во следниот период.
Дали идниот премиер Христијан Мицковски ќе успее постизборно да ја обезбеди на ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија двотретинско мнозинство во парламентот, кое што го најавуваше за време на кампањата, а со цел да направи реструктурирање на владата? И каква е можноста Мицковски да ја обезбеди на ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија 61 пратеник за да го добие мандатот и пред да се приклучат идните постизборни коалициони партнери, како што се коалицијата Вреди и Знам за Македонија на Максим Димитриевски? Па мислам дека е многу близко и до едното и до другото. Мислам дека и судејќи по неговите изјави понашто го кажува во јавност, мислам дека е многу близко и до 61 пратеник, а многу е близко до посакуваното двотретинско мнозинство кое што ни треба за структурни реформи во Република Македонија, за промена во владиниот состав, за промена и реорганизација на министерствата, за конечен реизбор на Советот на суди и Советот на јавни обвинители и се она што ВМРО ДПМН го ветуваше во предизборната кампања, а е во интерес на граѓаните на Република Македонија. Така да јас би почекал околу некои посериозни анализи и коментари, да видиме следниот месец дена што ќе донесе на политичката сцена во Република Македонија, ама мислам дека ВМРО ДПМН и председателот Мицковски се на сериозен пат и да успеат и во обезбедувањето на 61 пратеник, кој што ќе се приклонат кон коалицијата Твоја Македонија и во обезбедување на двотретинско мнозинство кој што ни е потребно за структурни реформи во Република Македонија. Како ќе го прокоментирате објаснувањето на вечниот поддржувач на ДУИ, тоа е аналитичарот Алберт Муслију, во врска со Бадентериот принцип, преку кој принцип ДУИ по секоја цена сака да остане како дел и од оваа нова влада, предводена од премиерот Христијан Мицковски. Наиме, Муслију во однос на тоа дали ДУИ ќе бидел во опозиција изјави дека тоа не бил лесен процес, бидејќи тој процес повлекувал и реакција од ДУИ, притоа изјавувајќи дека не сакал да нарушува некаков момент. Но го спомна примерот од 2016-та, притоа подсетувајќи на некакви договори и процедури, спомнувајќи некаков договор од 2007 година, подпишен помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ со гаранција на САД и европските партнери, каде што стоело дека Бадентеровиот принцип требало да се почитува, бидејќи тој бил основата за пазење на правата на оној кој не бил мнозинство. За каков момент зборува Муслију, за кој македонската јавност се уште не знае, дали задкулисно ДУИ и САД спремаат некакво сценарио на штета на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, но пред се на штета на македонскиот народ и македонските граѓани? И дали е можно да биде игнорирана волјата на гласачите како во 2016-17 година? И зошто Муслију намерно не сака да каже дека Бадентеровиот принцип се однесува само за носење на некакви закони, а не и за формирање на влада? Што да каже човека да не сгреши? Ајде едно по едно, прво мислам дека нашиот стратешки партнери Соединетите американски држави немаат никаква улога во ваквата екскурзија на ДУИ и на Муслију. Оној договор кој што го спомнува Муслију е мајскиот договор од 2007 година, но при тоа Муслију заборава да напомене дека токму ДУИ беше политичкиот субјект кој што го прекрши мајскиот договор од 2016 година и го наруши правилото да влада формираат победник со победник или победникот во македонскиот блок и победникот во албанскиот блок. Дополнително на ова, Муслију заборава дека ДУИ не е суверен победник во албанскиот блок, во неговата коалиција има и турски, и ромски и бошњачки партии. Коалицијата Вреди е политичката структура коалиција која што е составена само од албански политички партии и тие се победник во албанскиот политички блок, не ДУИ. Така да мислам дека овие екскурзии, овие заплашувања ќе ги слушаме се до моментот на конечно формирање на влада, но не можат ништо да применат, ништо да направат. Бадентеровото правило се однесува само на некои закони во Собранието на Република Македонија и тоа не е суверено право на албанското малцинство, него Бадентеровото правило се однесува на сите немнозински заедници. Согласно Уставот во Република Македонија, мнозинска заедница или македонскиот народ е мнозински народ. Тука ги имаме србите, ромите, власите, бошњаците, албанците,
турците, не знам дали ги спомнав. Така да, од сите тие партии или како функционира Бадентеровиот систем, има нивие закони кои што се носат со просто мнозинство со 61 пратеник, но имаме и дополнителен услов да за него гласаат мнозинството пратеници од немнозинските заедници. Или ако во парламентот од 120 пратеници, 30 се немнозински, албанци, турци, власи, роми, срби пратеници, 15 или 16 треба да гласаат за тој закон. Така да дури со 10 пратеници е далеку од моментот да може да оценува и да може да кажува дека од нив зависи Бадентеровото правило. Ова се очајнички потези на очајници, ајде да кажеме, кои што пробуваат да се факторизираат и покрај лошиот изборен резултат кој што го направија. Дали дуи така лесно ќе се помири со фактот дека треба да оди во опозиција или пак очекувате да предизвикаат некакви непосакувани моменти во Македонија? Видете, мислам дека нема да им биде сеедно тоа што ќе одат во опозиција, но јас ги повикувам и ги поздравувам и им кажувам дека ова не е 2001 година, она што го направија во Република Македонија остави длабок трак кај сите оние кои што не се дел од ДУИ, вклучувајќи ги албанците кои што не се дел од ДУИ, и мислам дека нема да поминат како што поминаа во 2001 година и да не посегнуваат по некакви си шашеви сценарија на штета на Република Македонија. Инаугурацијата е закажана за утре, 12 мај. Новиот председател Гордана Силјановска-Давкова ќе треба да даде заклетва пред стариот пратенички состав, а дури потоа да го додели мандатот на мандаторот, а тоа е Христијан Мицкоски. Какви се вашите очекувања? Ќе се случи ли тоа или можни се некакви непосакувани проблеми? Не, тука ситуацијата е чиста. Професорката Силјановска утре, денеска веќе го има решението со кое што станува председател на Република Македонија. Од утре понатаму, она веќе инаугурацијата како ќе се случи, следно нешто е завршување, формално правно завршување на парламентарните избори, верификување на мандатите на новите пратеници и после тоа доделување на мандатот на Христијан Мицкоски за формирање на нова влада. Така да не очекувам никакви проблеми во тој процес. Да. Можно ли е во случај ако не рече Северна, во тој случај да има и проблеми? Не верувам. Апсолутно не. Јасни се ставовите на ВМРО-ДПМН или на професорката или председателката веќе Силјановска-Давкова, така да не очекувам дека би имало некаков проблем. Господин Малчевски, пред да го поставам следното прашање, може би добро да ви пуштиме на екранот едно прашање од Мира Видановска. Накратко, доколку сакате да одговорите, не знам дали може да го прочитате. Да, не беа сите политички партии претходно во влада. Тоа е едно нешто кое што беше, ајде да кажам, една фатаморгана која што ја направи СДСМ заедно со ДУИ. Така да мислам дека нема да влезат сите партии во влада, голем дел од нив ќе останат и опозиција или ДУИ ќе остане во опозиција. Да, за нашите слушатели да знаат за што станува збор, прашањето ќе го прочитаме. Зошто мора да има албанска политичка партија во влада, а не мора да има во опозиција? Нели сите албански политички партии досега беа во влада? Тоа за нашите слушатели кои што не следат преку социјалната мрежа. Како ќе го прокоментирате тоа што председателските кандидати освоија поголем број на гласови од нивните политички партии кои ги поддржа? И дали ве изненади сериозниот пад на знам за Македонија на Максим Димитриевски и на што се должи падот за разлика од Левица која го претрча на овие парламентарни избори со освоени број на гласови? Иако и двете партии освоија по 6 пратенички места во собранието. За мен искрено и после првиот круг, она што јас го прокоментирав е дека знам да Максим Димитриевски ќе има сериозен предизвик да ги задржи постојните гласови на парламентарни избори. Очигледно тоа беше лоша стратегија од страна на знам. Максим Димитриевски мислеше дека со неговиот авторитет ќе успее и првиот и вториот или првиот круг председателски избори и парламентарните избори да ги истрча заедно, но се види дека тоа што како Максим Димитриевски беше премногу присутен во јавност визави носителите на
знам на крај му донесе еден ваков изборен резултат кој што му донесе. Од аспект на левица мислам дека левица имаше лоша стратегија, кандидатот нивен за председател беше лош кандидат за председател, затоа има и во првиот круг толку слаб резултат или за некои 10.000 гласа помалку него на локалните избори 2021 година, но се покажа дека они помеѓу двата изборни кругови сериозно се мобилизирају, успеа да освојат доволен број на гласови, да освојат 6 претенички места во собранието. Иако се уште формално правно процесот не е завршен, Државната изборна комисија нема кажано дека парламентарните избори се завршени, има некаков процес на приговори, па да почекаме да видиме можно ли е, по мене можно и некакво поместување во мандатите, мајде да видиме што ќе донеси целиот процес или на крај како ќе се финализира целиот процес. Во секој случај, лоша стратегија знам, многу лоша стратегија, која што на крај им донесе еден привиден занес помеѓу двата круга, кој што ги кошташе скапо на парламентарните избори. Како ќе го прокоментирате тоа што и покрај катастрофалниот резултат на СДСМ изостанаа оставките на сите функционери во партијата, освен на подпредседателите Костадинов и Бетики, но и на Јованка Тренчевска, кои се случија веднаш после објавувањето на правичните резултати од изборите. И какви се вашите очекувања, кон каде ќе се движи СДСМ? Ќе успее ли СДСМ да се соземе од добиениот шок и во следните 4 години да се врати посилна на политичката сцена, или таа нивна голгота ќе потрае многу подолго, како што ние предвидуваме дека ќе трае најмалку 12 години? Видете, СДСМ и додека беше на власт, покаже еден сериозен раскол внатре во самата СДСМ. Така да мислам дека тој раскол дополнително ќе се продлабочи. Мислам дека ги чека една сериозна партиска криза, која што ќе ги остави долг период во историја. Тоа што не си поднесоа оставки, тоа што, пазете, и овие оставки ние што ги гледаме сега се оставки само на Facebook или изјави во медиуми дека се публикуваат. Ние формално правно немаме информација дали тие имаат доставено оставки во архивата на СДСМ, но мислам дека тоа доволно говори за нив, за отсуството на елементарна култура, за отсуството на достоинство. Знаете, кога вие имате еден ваков резултат, достоинствено е да кажете друштво, јас завршив, народ не ме сака, си поднесувам оставка, еве, изберете ново раководство и СДСМ да се врати на победнички патеки. Напротив, со нивото вакво однесување, они сериозно ги доведуваат или сериозно го ставаат СДСМ во позиција да ги изгуби следните локални избори кои што ќе се случат за година дена од сега. Така да ова тактизирање е на штета на СДСМ и на штета на демократијата во Република Македонија. И мислам дека ќе им треба долг временски период да се консолидираат од она што им се случи на 8 мај. Како ќе го прокоментирате најавеното прво задолжување од 1 милијарда евра, но и новите 3 странски инвестиции кои ги најави Христијан Мицкоски ден после завршувањето на изборите и освоената огромна двојна победа меѓу кои една во енергетиката вредна помеѓу 400 и 500 милиони евра, која ќе се случила во првите 100 дена, како што рече Христијан Мицкоски, и ќе произведувала околу 1 терават часови електрична енергија годишно. Ние претходно зборувавме дека институциите во Република Македонија се наоѓаат во сериозен проблем и претходно ние зборувавме дека буџетот е во катастрофална состојба. Значи, она што го направија СДСМ и ДУИ беше само бескрупулозно крадење од граѓаните на Република Македонија и ништо повеќе од тоа. Немам увид во новото задолжување, но ајде да почекаме да видиме што ќе донеси. Се зборуваше за задолжување со ниски каматни стапки, со добар грејс период, кој што ако кој што ако успее да се раздолжат актуелните задолжувања, кои што се по ненормално високи каматни стапки, би било и добро за буџетот и би го ставило буџетот во кондиција. Од аспект на инвестициите, не само ова, јас очекувам и многу други инвестиции во следниот период. Очекувам на Република Македонија да се повтори оној период во кој што ние зборувавме за инвестиции, за отварање на работни места, за развој на македонската економија. И добро е тоа што Христијан Мицкоски не само во предизборието, но и во постизборието го зборува
го зборува. Истото тоа покажува дека он е сериозно посветен на идната реформа на Република Македонија. Христијан Мицковски пред некој ден обелодени дека веќе добил сигнали од некои пратеници на политички коалиции, дека сакаат да бидат дел од коалицијата Твоја Македонија. Ми се чини дека спомена бројка од најмалку тројца, а за двајца се уште чека потврда. Дали е на добар пат да обезбеди парламентарно мнозинство уште пред да ги започне официјалните преговори со идните коалициони партнери во владата? Јас мислам дека преговорите веќе се почнати, денес преговараат, ќе почнат да преговараат со Вреди. Мислам дека е на добар пат, веќе го одговоривме прашањето да направи стабилно мнозинство 61 пратеник и тоа мнозинство низ преговорите за формирање влада, здравје Боже да стигне до 80 пратеници. Неговата посветеност во целиот овој процес мене ми влева сигурност дека стварно сака да го направи тоа во интерес на Република Македонија. До Државната изборна комисија пристигнале 18 приговори поврзани со парламентарните избори. Коалицијата Вреди имала поднесено 10 приговори, а ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија 8 приговори. Постои ли можност Државната изборна комисија да донесе одлука да се прегласува во некои општини или пак да се коригираат забелешките со што би се променил бројот на освоени пратеници, а најверојатно добитникот една таква одлука корис би имале само овие две коалиции кои ги поднесоа преговорите. Можно ли е ВМРО ДПМН коалицијата да добие уште по еден пратеник повеќе, а коалицијата Вреди два повеќе пратеника? Па, јас видов во кои општини се поднесени преговорите и да стварно таму има некои нелогичности околу сумирањето на изборните резултати. Секоја страна треба да се направи целосна проверка на изборниот материјал, почнувајќи од гласачки ливчиња, дневник со евиденција на настаниот денот на избори, па дури оние убик системи кои што се користат за гласање. И мислам дека доколку тоа се направи, доколку се констатираат некои неправилности, очекувано е да има прегласување во тие неколку избирачки места, и доколку се случи тоа прегласување, ние ќе имаме сериозна промена во мандатите, или во освоените мандати, тогаш е очекувано на што го говорите вие да има и промена или пораст во мандатите пред секој ВМРО ДПМН и кај Вреди како подносители на преговорите. Господине Малчевски, према вас, што е тоа што новата влада, предводена од премиерот Христијан Мицковски, треба да почне да го работи уште од првиот ден на владеењето? Па видете, веќе има 3 столба околу кои што се договорија Мицковски со носителите и со потпредседателите на ВМРО ДПМН, тоа е борба против корупција, ревитализација или возобновување на институциите кои што СДСМ и ДУИ ги уништија. Вториот момент е економска обнова на Македонија, третиот момент е заштита на македонски национални интереси, кои ќе видите вака многу убаво, ама е кажано се. Реформи во образование, реформи во здравство, реформи во труд и социјална политика, стабилна и безбедна Република Македонија, економски реформи, појакочување на платите, покачување на пензиите и на крај заштита на македонски национални интереси, или се она што ВМРО ДПМН го ветуваше во програмата 1198, успеа да го втемели во 3 столба, кои што ќе бидат предмет за понатамошни коалиции со другите политички субјекти. И мислам дека не само Христијан Мицковски, дека секој еден функционер на ВМРО ДПМН е свесен дека на Република Македонија се потребни реформи и ќе бидат посветени на тие реформи. Наративот одбрана на татковината секојдневно се користеше за време на кампањата за парламентарните избори од страна на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, но и од страна на претседателскиот кандидат, односно претседателката која што е веќе избрана на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова. Дали со ваквиот наратив сега ќе се стимулира граѓанскиот патриотизам наспроти оние кои заговараат се уште дека ќе се стимулира патриотскиот национализам? Дали ваквиот референдумски резултат стави крај на заговорниците на национализмот? Да, апсолутно да, беше сериозен удар на јас, тоа го викам турбофолк национализам. Пазете, они секогаш посегнуваја по национализмот кога ќе беа ставени во некаков ќош од нивните криминали и од нивната корупција. И тогаш почнуваат да зборуваат за
напади некакви, си почнуваат да зборуваат за вештерки, бркаја вештерки по медиуми, а во суштина тој наратив го користеа за да можат да се го заскријат криминалот и корупцијата кој што го правеа. Ваквиот изборен резултат е сериозен удар за тој турбофолк национализам. Мислам дека време е за еден државен патриотизам, државниот патриотизам подразбира квалитетно образование за нашите деца, квалитетна здравствена заштита за сите нас, добра или квалитетна социјална заштита, развиена економија, Македонија силна и безбедна држава членка на НАТО алијансата. И во таа насока ја гледаме улогата на ВМРО ДПМН не во следниот 4, во следниот 8 годишен, најмалку 8 годишен мандат или 2 пати по 4 годишен мандат. Дај Боже. Какви се вашите очекувања околу уставните измени како камен на сопнување за формирање на двотретинското мнозинство, особено ако се земат во предвид последните изјави на Меджити од коалицијата Вреди дека главните приоритети на новата влада ќе бидат борбата против корупцијата, враќање на правната држава, економски развој и интеграции? Па видете, јас веќе кажав дека Вреди го напушти тоа нивно барање за некакви си уставни измени во овој вакуум додека се формира владата. И мислам дека тука ВМРО ДПМН е прилично јасна. Не останува не и после изборната победа. Така да со самото тоа што ВМРО ДПМН на реизбор ги стави пратениците од актуелниот состав или преку 80% од актуелниот состав е на реизбор и е реизбран во собранието на Република Македонија, тоа доволно говори дека ВМРО ДПМН нема намера да го смени, да смени својата одлука, нема намера да го смени својот наратив во однос на уставните измени кои што ни се неприродно наметнати, надвор од вредностите на Европската унија, надвор од копенхашките критериуми и само за нас важат некакви си билатерални прашања да се делат процесот на преговори во Европската унија. Мислам дека со една посветеност како на владата на ВМРО ДПМН, така и на претседателката Силјановска, сериозно ќе се подобри меѓународниот углед на Република Македонија и конечно ние ќе можеме да зборуваме за една нова реалност, за една нова преговарачка рамка во која што ќе бидат изоставени билатералните прашања. Ова заправо ми дава ова да го коментирам и последната одлука на Сенатот на Соединетите Американски држави или нивната резолуција да билатералните прашања се исклучат од процесот на преговори за нашата татковина Република Македонија. Така дајде да почекаме да видиме што ќе донесе есента. Имаме избори во Европската комисија, многу нешта ќе се сменат таму. Ја не би исклучил и можноста нашиот источен сосед некој да ги прати на кафе кога ќе се одлучува за Република Македонија. Така да знаете како колку побрзо направиме влада, колку побрзо ја стабилизираме Република Македонија, толку побрзо ќе ги подобриме позициите, меѓународните позиции на Република Македонија. Па место кога ќе читаме меѓународни извештаи за нас да се пишува дека сме најкриминогена држава, оаза на наркопроизводството, да читаат дека сме развиваме, дека имаме квалитетно образование, квалитетно здравство, квалитетен систем, квалитетна држава и тоа ќе видите како многу поинаку луѓето ќе имаат и како многу поинаков однос имаат нашите партнери према нас. Но за сето тоа треба сериозна работа, многу труд и многу постојанство во периодот што предстои. Така. Како и секогаш задоволство причинивте, господине Малчевски. Ви благодариме за учеството во Македонски корени. Ви посакуваме да си имате убав викенд, плодна работа и како што велите во еден ваш статус не чекаат уште многу тешки битки, но нема предавање. Македонија повторно ќе биде горда, Македонија повторно ќе биде наша. Дај Боже, пријатно до слушање и секако скоро довидување. Ви благодарам многу на поканата, ми престанува секојаш особена чест и задоволство разговорот со вас. Уште еднаш поздрав до вас двајца, поздрав до нашите слушатели. Искрено се надевам дека во некое блиско и скоро време ќе имаме можност и во живо да се сретнеме, не вака преку онлайн. Дај Боже. И само уште едно, пред да се заминете, дали се отвори патот на Малчевски да го видиме дел од потесното раководство на ВМРО ДПМН или некоја посериозна функција? Видете, за тоа одлучуваат телата на партијата и претседателот Мицковски, така да јас секогаш си останувам член на ВМРО ДПМН, останувам посветен на идеологијата на ВМРО ДПМН, а какви одлуки ќе носи партиското раководство да ви ќе видиме во следниот период кој што предстои. Така. Посакуваме се најдобро. Се најдобро. Поздрав, остануваме во контакт. Благодарам.
Поздрав Она и што се слушаме рековте од ваше доскоро. уста во Божи ужи да пиеме кафе или во Мгм. Скопје или Така во е. Охрид Така или е, во така Прилеп. е. Ќе ми биде посебено задоволство. Добро. Пријатно. Поздрав, убав ден. Поздрав, чао, чао.